Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Арбен Таравари поднесе оставка од министерската функција, но не и сите од неговата партија. Дали заминува Алијанса или само крило? Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача: нема план Б, исполнете го договореното. Премиерот Мицкоски возврати: спремни сме за диалог, но само со ЕУ на маса. Крешник Бектеши од притвор дома, кој сеќе седне на обвинителна клупа за трагедијата во Кочани. Црна статистика: 457 загинати во сообраќајки за 4 години. Ревизорите алармираат: стратегија има, спроведување нема. Во Истанбул, Русија и Украина повторно на иста маса, но без Путин. За инфлацијата, растот, инвестициите, знаеме ли точно што бараме во економијата, какви реформи се потребни? Разговарам со економскиот аналитичар Зоран Јовановски. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Арбен Таравари со официјална оставка. Министерската фотелја за здравство ќе ја напушти најрано во вторник, кога собранието треба да ја констатира неговата одлука. Но дали со заминувањето на Таравари од владата заминува и целата Алијанса? Вице-премиерот Фетај за сега не го следи неговиот чекор, што за вице-премиерот Меджити е доказ дека крилото на Таравари се распаѓа. Во меѓувреме, пратениците од Вреди веќе се организираат во нова пратеничка група во парламентот без ниту еден пратеник од Алијанса. Политичките позиции се менуваат, бројките се пресметуваат. Како ќе изгледа новото парламентарно мнозинство? Катерина Нешкова. Таравари поднесе оставка до Мицкоскиот министер за здравство откако реши да замине во опозиција. Фотелјата ќе може да ја ослободи најрано во вторник, за кога е закажана седница во парламентот. Таравари може да ја образложи оставката, но и не мора. Пратениците пак не дискутираат по нејзе и таа веднаш ќе се констатира. Во оставката вели дека функцијата е извршувал посветено и транспарентно со чувство на должност кон граѓаните и државата. Се заблагодарува на Мицкоски што бил дел од владата, а останува и отворен, како што вели, за соработка и поддршка во иднина, секогаш водејќи се од јавниот интерес. Одлуката ја донесувам по внимателна лична и професионална проценка, уверувајќи дека овој чекор е во најдобар интерес и за институцијата и за моите лични принципи, напиша Таравари во оставката. Но покрај личната најава на Таравари дека се повлекува од министерската позиција, за сега чекорот не го следи вице-премиерот за добро владење Фетај. Тоа според вице-премиерот Меджити, кој е дел од Вреди, е доказ дека крилото на Алијанса што го предводи Таравари се распаѓа. Значи тоа што самиот најавува оставка, но не и за другите функционери, тоа покажува и докажува дека има донесена одлука која што не кореспондира односи со членството и структурите на партијата. Има видливи поделби и тие се веќе ги гледаме, значи секојдневно има различно размислување, непочитување на одлуката на сопредседателот, несфатлива им е одлуката. Сите позиции кои што ги има Алијанса за албанците ќе останат во рамките на ВЛЕН. Во меѓувреме во парламентот почна пребројувањето на пратеници со кои располагаат Вреди и Алијанса. 9 пратеници што досега припаѓаа на коалицијата Вреди, а доаѓа од редовите на Демократско движење без алтернатива и самоопределување. Сега стануваат дел од единствена пратеничка група на партијата Вреди. Барањето веќе е поднесено до спикерот Гаши. Координатор ќе биде Ќоку. На списокот засега нема ниту еден пратеник што доаѓа од редовите на Алијанса, но Гаши вели дека понудено им е да се придружат. Знам дека е понудено на сите пратеници да се потпишат. Нормално ние сметаме дека тие пратеници кои ги добиле гласовите преку коалицијата ВЛЕН треба да останат во ВЛЕН, но одлуката е нивна. Ако Алијанса за албанците се одлучи да пристапи кон друг политички пакт, тоа е негово право. Пратеникот Снопче, кој пак ги предводи пратениците на Алијанса, тврди дека формирањето на новата пратеничка група Вреди не било деловничко. Како прво, нема ни +1, ни +2, ни +3, ни +4, ни +5, како изјавува. Значи, архивиран е документ со 9 имиња и презимиња. Друг факт, нема подписи, тука се само имиња и презимиња. И како трето, значи втор факт, без подписи, како трето, јас очекувам да ова барање биде одбиено од страна на председателот на собранието, односно генералниот секретар, не знам сега кој е компетентен, поради тоа што се реферира на алинеја 9
од член 34, меѓутоа пред да се оди на алинеја 9 од член 34, треба да се постави според алинеја 3 и 4. Значи, не можеш ти да формираш пратеничка група без прво да се повлечеш од постоечката пратеничка група. Снопче тврди дека сите петмина пратеници од Алијанса застануваат зад Таравари, а нивното барање за пратеничка група треба да се очекува наредната недела. Министерот за социјална политика Лимани пак најавува зголемување на владеачкото мнозинство со нови пратеници од Европскиот фронт. Ако тие мислат дека се комодни на тоа дека дел од пратениците на Алијанса, на албанците, поминале кон фронтот, се погрешни, бидејќи дел од нив ќе останат со владата, но да се сигурни дека и најмалку 4 од пратениците што се денес кај нивните редови ќе поминат во делот на владината коалиција. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска во Скопје испрати јасна порака. Нема план Б, исполнете го договореното. Тој ги повика македонските власти да искористат можноста за напредок кон Европската унија, нагласувајќи дека иднината не може да чека. Од друга страна, премиерот Мицкоски изрази подготвеност за разговори со Бугарија, но само со посредство на Европската унија. Подготвени сме за диалог, но со вклученост на ЕУ како посредник, истакна Мицкоски, додавајќи дека неприфатливо е да се поставуваат нови услови кои не се дел од преговарачката рамка. Јасно е дека она што е договорено и немаме веќе за што друго да се договараме. Јасна порака од председателот на Европскиот совет по двочасовната средба Мицкоски Кошта. Европската унија нема план Б за европската интеграција на Македонија и државата мора да ги исполни обврските од преговарачката рамка, односно да ги вметне бугарите во уставот. Сепак, Кошта вели дека има разбирање за се што досега направи Македонија и иднината на државата е во унијата. Овој процес се одвиваше на вистина премногу време. И сега е време да се испорачаат резултати. Според првиот човек на Европскиот совет, државата мора да продолжи да движи во две димензии. Се работи за конкретни резултати за Северна Македонија и за граѓаните на Северна Македонија. Токму затоа реформската агенда е многу важна, планот за раст е мощно важен и треба да ги конкретизираме инвестициите како коридор 8, модернизирањето на коридор 10. Тие ќе дадат конкретни резултати за вашата земја и за вашите граѓани. Истовремено, треба да се надмине овој процес на пристапување, а за тоа неопходно е да се спроведат одредени реформи, но исто така и да се испорача она што беше договорено во 2022 година. За премиерот, преговарачката рамка е грешка на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Уставни измени без гаранции се неприфатливи за владата. Мицкоски вели, немаме проблем во него да се вметнат било кои националности, но во конкретниот случај со Бугарија, Мицкоски не гледа фидбек од другата страна. Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и спорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента. Прашан зошто не побара средба со својот бугарски колега сега, кога Бугарија веќе има политичка влада, Мицкоски рече дека досега двете влади оствариле средби и на министерско ниво, но и председателите на двете држави имале неколку средби. Нова средба е можна, но со посредство на ЕУ. Јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачат. Интегрирањето подразбира
вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочно лице. По средбата со Мицкоски Кошта се сретна и со претседателката Силјановска Давкова. Како дел од балканската турнеја, претходно беше во Белград и Сараево. Од Скопје, Кошта продолжува во Тирана, каде му се придружува и Мицкоски. Даниел Василев, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски најави дека во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана ќе оствари билатерална средба со британскиот премиер Кир Стармер. На социјалните мрежи Мицкоски напиша дека патува заедно со претседателот на Европскиот совет Кошта и дека од оваа средба очекува добри вести за Македонија. Со претседателот на Европскиот совет патуваме во Тирана на самитот на Европската политичка заедница, каде ќе имам средба со премиерот на Обединетото кралство Кир Стармер со добри вести за Македонија, објави Мицкоски. Американската амбасадорка во земјава Анџела Агелер во интервју за неделникот Фокус испраќа порака до политичките лидери да действуваат сега додека постои поддршка за европската интеграција на Македонија. Како амбасадорка на САД, цврсто верувам дека Северна Македонија припаѓа во Европската унија географски, политички и стратешки. Тоа има смисла. Иако САД не се дел од ЕУ, ние јасно ги гледаме придобивките што ќе им ги донесе на македонските граѓани: трговија, инфраструктура, владење на правото и антикорупцијски реформи. Го разбирам разочарувањето, го сменивте името, знамето, направивте големи отстапки. Сепак целта се уште е надвор од дофат. Но овие одлуки, колку и да се тешки, мора да се донесат. Брисел не е еден глас, тоа е сложен сојуз на држави. Секогаш е разочарувачки кога реториката станува непотребно непријателска од која било членка. Потребни се диалог, прагматизам и действување. Верувам дека постои силна поддршка во Брисел и дека македонските лидери мора да искористат можноста пред да им избега, вели Агелер во интервјуто. Грешник Бектеши од притвор дома, кој се ќе седне на обвинителна клупа за трагедијата во Кочани. Црна статистика, 457 загинати во сообраќајки за 4 години. Ревизорите алармираат, стратегија има, спроведување нема. Кочанскиот суд ја прифати иницијативата на обвинителството. Грешник Бектеши веќе е дома, а на социјалните мрежи тврди обвиненијата се магла, а процесот злоупотреба на системот. Во истата постапка под истрага се уште двајца екс-министри, градоначалници, инспектори, полицајци и сопственици на дискотеката Пулс, а до средината на јуни ќе биде познато кој се ќе седне на обвинителна клупа. Грешник Бектеши од вчера е во куќен притвор. Кочанскиот суд го прифатил предлогот на јавното обвинителство за укинување на ефективниот притвор и замена со поблага мерка. Екс-министерот е веќе во својот дом. Информацијата заедно со фотографија е споделена и на Facebook страницата која го носи неговото име, а во објавата пишува дека секој изминат ден докажувал дека обвинувањата против него биле само магла за да погоди честна јавна личност. Неговото ослободување не го брише фактот дека неправедно бил држан во затвор, во процес кој повеќе од правдата покажа како системот може да ја злоупотреби моќта за притисок, се вели во објавата на Facebook. Бектеши замина во куќен притвор по скоро 2 месеци од приведувањето за Кочанската трагедија. Осомничен е дека во неговиот мандат како министер за економија, дискотеката Пулс добила лиценца без проверка за исполнетост на условите за работа. Заради исти сомневања, јавното обвинителство води истрага и за двајцата претходници на Бектеши. Со одлука на Кочанскиот суд во куќен притвор оди и државната секретарка во Министерството за економија Јасна Чекиќ Дуровиќ. За 18 лица пак јавното обвинителство бара продолжување на притворите. Постапките за нив се во тек и одлуките дополнително ќе ги објавиме, велат од Основниот суд во Кочани. За пожарот во дискотеката досега се осомничени скоро 60 лица, а според јавното обвинителство истрагата ќе заврши до средината на идниот месец, кога ќе биде и познато колку мина ќе седнат на обвинителна клупа. Под истрага се тројца поранешни министри за економија, тројца градоначалници, директори на пазарниот инспекторат, дирекцијата за заштита и спасување, полициски службеници, сопствениците на Пулс и фирмата за обезбедување. Осомничени се за тешки дела против општата сигурност, што се казнува со затвор од најмалку 3 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. За 4 години 457 загинати во над 31.000 сообраќајки на македонските патишта. Нов извештај на Државниот завод за ревизија покажува бројките се поразителни, а стратегијата за безбедност не се спроведува.
За 4 години 457 лица загинале во сообраќајни незгоди во Македонија. Новиот извештај на Државна ревизија покажува дека во периодот од 2020 до 2023 се случиле на 31.000 сообраќајки, од кои речиси половина се со потешки последици. Оценивме дека мерките и активностите кои се преземаат од страна на надлежните институции, иако придонесуваат за подобрување на условите за управување со безбедноста во сообраќајот на патиштата, не се ефикасни за намалување на жртвите во сообраќајните незгоди до посакуваната состојба на национално и европско ниво. Во октомври 2014 државата склучила договор со Светска банка за заем од 52 милиони евра, за да се подобри поврзаноста на регионалните и националните патишта со европските коридори и да се зголеми безбедноста на патиштата. Со овие пари требало да се реализира проектот за рехабилитација на национални и регионални патишта, но според извештајот парите се потрошени, а резултати не се постигнати. Националната стратегија за безбедност на патиштата 2015-2020 е последната донесена стратегија за подобрување на сообраќајната безбедност. Не е направена евалуација ниту извештај за тоа колку е спроведена, бидејќи владата не формирала тело задолжено за тоа. Ревизија утврдила дека целите не се постигнати. Самата таа реализација, односно нереализација на целите од националната стратегија доведува до ситуацијата која што имаме со зголемување на бројот на и сообраќајни незгоди, и тешко повредени, и загинати. При реализација на делови од националната програма, ако едно тело, еден државен орган реализира дел од националната програма, а другиот не реализира, исто како никој ништо да не реализирал. Ова е систем на врзани садови. Ако некој нешто сработи, предвидено е дека и оној другиот нешто треба да сработи за тие две да се поврзат меѓу себе реализација и да има некаков ефект. Според извештајот за 5 години, од 2019 до 2023, изречени се 45.000 глоби поради возење под дејство на алкохол. Полицијата пишала над 86.000 казни на возачи кои седнале зад воланот без возачка дозвола. Тој дел е алармантен дел, меѓутоа самиот систем, начинот на кој што се врши полагањето на возачкиот испит, системот како што е дизајниран, знаеме какви се недостатоци има и на што се луѓето се жалат во процесот на полагање на возачките испити, ги тера да едноставно дигнат рацот полагање, вика па и не морам да полагам, ќе возам кола без возачка дозвола, затоа што знае дека реперкусиите за управување на моторно возило без возачка дозвола се никакви. Едноставно ќе плати некаква казна и продолжува да вози. Ревизорите забележуваат дека системот Безбеден град со кој раководи МВР е функционален и се одвојуваат средства за негово одржување, но не се користи за казнување на прекршоци поради недоволна законска регулатива. И покрај слабостите во системот, Македонија бележи нешто подобри резултати во однос на бројот на жртви во сообраќајни незгоди на милион жители, во споредба со останатите земји од Западен Балкан, со исклучок на Косово. Мартин Арсов, Сител телевизија. Социјална помош и вработување. Наскоро тоа ќе биде возможно. Владата подготвува законски измени со кои примателите на социјална помош ќе може да работат, а државната поддршка да ја задржат уште цела една година. По тој период помошта ќе се укинува. Корисниците на социјална помош ќе можат да работат без да го изгубат надоместокот. Се крои ново законско решение, каде ќе им се овозможи на корисниците, ако се вработат уште една година да примаат државна помош. Потоа надоместокот ќе им биде укинат, најави министерот за социјала Лимани. По најавите на владата дека е потребно прочистување на списокот, затоа што имало многу злоупотреби, па помош примале и починати и иселени лица, се работи на ново решение. Моја идејата сите тие што се корисници на социјална помош да се обидеме во идниот закон да им овозможиме со тек на време првата година да бидат корисници на социјална помош, а истовремено да се на работен процес, после една година после да им се укине. Мислам дека ова ќе биде идеално решение. Во моментов третина од невработените лица се приматели на социјална помош, односно 95.500 невработени, над 33.000 семејства
примаат помош од државата. Дел од нив и покрај тоа што се работоспособни, или не сакаат да работат затоа што веднаш ќе им биде укината помошта, или пак работат на црно. Основицата на помошта изнесува од 4.000 денари за едночлено семејство до 10.000 денари за домаќинство со 5 члена. Од бизнисот велат дека мора да се стави ред, додека тие бараат работници од странство. Невработени одбиваат работа, само заради помошта. Бараат да се примени искуството од други земји, како во Германија, например, каде корисниците на надоместок, ако ја одбијат работата која им се нуди, државата веднаш ги брише од системот и автоматски им ја укинува помошта. Очекуваат со прочистен список да се намали и сивата економија, како и да се знае приближно активниот број на невработени лица. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најавив, разговарам со економистот, економски аналитичар Зоран Јовановски. Добро вечер и ви благодарам што сте во тема на денот. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Го замислив ова малку како економски брифинг, сакам да опфатиме неколку повеќе актуелни теми поврзани со економските текови. Прва тема, неизбежна инфлацијата. Таа се стабилизира во изминатиот период, но трошоците на живот и натаму се на исклучително високо ниво. Дали се работи за структурна инфлација или имаме само пролонгирани последици од глобалните шокови? Да, инфлацијата е исклучително важна е за граѓаните, важна е за компаниите. Меѓутоа има еден интересен феномен, за кој што многу малку се зборува кај нас, за инфлацијата кај нас во земјава. Значи, постои нешто што е вкупна инфлација и кога од таа вкупна инфлација ќе се тргнат промените во цените на храната и енергијата, тогаш она што останува се вика базична инфлација. И сега мислам дека би се верувало дека кога ќе ги трнете цените на промените на цените на храната и на енергијата, дека она што ќе остане релативно помал раст во целата приказна, меѓутоа не е така. Кај нас веќе 18 месеци поред, од октомври 2023 година па наваму, основната базичната инфлација е повисока од стапката на нејзин раст, е поголем од порастот на цените на храната и енергијата. Тоа значи дека другите цени се тие кои што во основа ја движат инфлацијата. Тоа го потврди мисијата на Меѓународниот монетарен фонд, која што даде оценка дека базичната инфлација е така отпорна и тешко се совладува, и рече дека таа во значителна мерка се храни од порастот на платите. Сега, она што е битно кај инфлацијата е што да се направи, нели, односно инфлацијата. Да, добро, имавме одредени мерки. До неодамна беа на сила мерките кои ги имаша владата за ограничување на маржите и ограничување на делот цените на основните производи. Дали е во ова формулата за корекција на пазарот? Да, прво, одговорноста во однос на инфлацијата не е кај владата. Значи, Законот за Народна банка вели дека стабилноста на цените е законска одговорност на Народна банка, така што тоа е првично прашање за Народна банка. Јас така и го разбирам ова целото, дека владата со својата интервенција кај цените сакаше, се надевам, краткорочно, да смири една, би рекол, ситуација на пазарот, каде што веруваше дека тоа е она што на краток рок може да даде резултат. На подолг рок во ваква ситуација, мислам генерално во вакви ситуации се реагира на пазарен начин. Пазарен начин би бил да имате вие нели стокови резерви, од стоковите резерви да изнесете производи на пазарот, при истата побарувачка со дополнителна понуда вие ќе влијаете во насока на намалување на цените. Проблемот, како што кажав преска со базичната инфлација, е дека таа на некој начин сега е вградена во инфлаторните очекувања. И сега во главите на луѓето се очекувањата дека цените постојано ќе растат. Затоа што растат изминатите години и веројатно многу време ќе треба за да престане тоа очекување кај потрошувачите. Да, со тоа што знаете како сега. Тоа има дадени моменти кога веројатно треба оној кој што одговорен да интервенира малку по, да речем, интензивно, ќе се смират работите, меѓутоа ќе малку ќе потрае тоа. Тука мислите на Народната банка, како што претходно кажавте. Го гледав вашето излагање на самитот Македонија 2025, посветено во делот на привлекувањето на странски директни инвестиции. Сакав да ве прашам, бидејќи често зборуваме за тој вкупен износ на странски директни инвестиции кои го има во земјава, поретко зборуваме за структурата нивна.
Дали имаме јасна стратегија, какви инвестиции ни се потребни, ако го земаме предвид пазарот на трудот, но и капацитетот на домашните компании кои треба да соработуваат со странскиот сектор? Да, имаше во еден поширок, да речем, контекст. Тоа беше една активност на Советот за странски инвестиции, меѓутоа имаше и луѓе од Македонија 2025 кои што учествуваа. Точно е таа констатација е точна дека ние кога зборуваме за странските директни инвестиции во основа зборуваме и тоа се политизира секогаш оваа година, онаа година, овој износ, оној износ и тука завршува од прилика муабетот. Меѓутоа за мене лично прашањето на странските директни инвестиции е прашање на визија. Значи како ја гледаме ние македонската економија 20 години од сега натаму? Ако ја гледаме како една голема, да речеме, фабрика за производство на текстил, тогаш дај да привлекуваме такви компании кои што се трудоинтензивни, сите ќе бидат вработени, ама сите ќе имаат многу мали плати и тоа ќе биде тоа. Ако ја гледаме македонската економија 20 години од сега како една, да речем, дигитализирана економија, значи модерна, развиена економија со поинакви перформанси, тогаш такви странски директни инвестиции треба да привлекуваме. Значи ние мора да го дефинираме прво, значи каква економија сакаме, профилот на странската директна инвестиција, односно кои инвеститори сакаме да ги привлечеме и потоа да ги привлечеме. При тоа, јас, например, воопшто не би привлекувал, да речеме, трудоинтензивни инвестиции во трудоинтензивни области, бидејќи и се потешко е да се најдат вработени за таа работа, а и таму немате перспектива, бидејќи на други делови од светот, сега тоа глобален пазар, вие си конкурирате со некој во Бангладеш, со некој во Алжир и така натаму. И втората работа е околу профилот на потенцијалните странски инвеститори, може би да се размислува за компании кои што се со таква големина, значи не најголемите компании, туку компании со големина која што им овозможува, која ќе влезат во Македонија да се донесе одлуката тие да се изберат некои локални снабдувачи, да не биде одлуката некаде во централата на другиот крај од светот, бидејќи тогаш единствената работа која што таков странски инвеститор ќе ја одлучи да соработува со некоја домашна компанија, ќе биде храната и превозот за вработените. Ние сакаме нешто повеќе од тоа. Имаме ли ние се уште работници да понудиме, затоа што пред 15 на 20 години, како што рековте, кога се привлекува компании кои што даваат ниски плати и отвараат меѓутоа голем број на работни места, ние имавме потреба од работни места за нашата работна сила. Сега ми се чини дека ситуацијата е обратна, односно ние немаме повеќе кадар за да им велиме на компаниите дојдете и ќе има кој да работи за ефтино. Да, мислам и она што и самите странски инвеститори во земјава велат, не е нискиот трошок пресуден, туку што она добивате вие за, да речем, како вредност од тоа што ќе инвестирате во земјава. Во Македонија има околу, да речеме, 100.000 невработени и нели беше и тоа на масата како тема дали треба да се увезуваат работници од странство. Јас не би брзал со увоз, јас би размислувал во насока зошто тие 100.000 невработени се невработени во ситуација кога постои општа, да речем, трка за луѓе кои што би работеле. И тука мислам дека е прашањето дали тие 100.000 луѓе имаат поттик некаков да бараат работа или тие ги уживаат сите права кои што постојат, а одбираат да не работат. Тоа мислам дека на ниво на некаков општествен договор не е коректна ситуација. Мислам дека ако сакате да ги уживате сите права кои што сакале да ги имате, значи зборуваме здравствено осигурување, да имате, мислам, образование и така натаму, мислам дека треба најмалку што треба да направите да барате работа, да сакате да најдете работа и да почнете да работите. Оваа мерка сега што додека бевме тука во студио со социјалната помош, па мислам дека тоа е една вака мерка да ја омекне целата ситуација. Значи почнете да работите, еве уште година дена ќе ви биде социјалната помош, дека видите дека подобро ви е да работите од што само социјална помош да примате. Па да видиме. Веројатно ќе требаат повеќе такви креативни мерки, затоа што пазарот на труд има потреба од работници. Македонија со години не може да оствари стапка на раст над 4%, што е минимум за да фати приклучок со Европската унија. Што според вас ја кочи економијата и каде грешат носителите на економската политика?
Добро, ова е прилично, да речем вака, широко прашање. Јас малку би го, комплексна е темата. Нашата среќа е во тоа што ние сме на тоа ниво на развој каде што отприлика се е измислено, помалку или повеќе за нас. Значи, кај нас е прашањето на дали ние сакаме од она што постои како одредени решенија во одредени области да го примениме кај нас. Значи, тоа е едната работа, тоа некогаш бара некакви реформи, чекори и така натаму, кои што не се баш популарни, кои што се длабоки и непријатни и така натаму, ама тоа е цената на успехот и подобриот стандард. Она што, имајќи предвид дека познати се работите во тој дел, она што мислам дека кај нас е битно се неколку предуслови за да можеме ние тоа да го правиме. Првиот предуслов е да имаме ние во парламентот стабилно мнозинство кој што ќе може да генерира закони, прописи, се што треба за она што сакаме да се направи. Тоа го имаме сега после полого време. После полого време, затоа што кога не е така работата, кога она 2-3 гласа плюс минус и тогаш се замрзнува целата ситуација и ние сега тоа е лет во место, 3 години, 4 години стоиме во место, ништо по правило, ништо драматично не се случува. Втората работа е да имате некаков план каде сакате да стигнете. Сега ние имаме национална развојна стратегија, ја финансираше UNDP, во парламентот сите партии ја изгласаа, тоа би требало да даде одредена насока. Значи, тоа е стратегија од 24 до 44, следните 20 години, сега веќе 19. Треба да има желба да биде инклузивен процесот. Значи, ние сме мала земја, ние сме еден град, практично во европски стандарди. Можете ли да си дозволите да не ги вклучите сите кои што може да помогнат во процесот? Ако сте за да бидете инклузивен во процесот и ги вклучите сите кои што сакаат да помогнат, тоа е голем придонес во целата работа. И четвртата работа е какви год одлуки да се носат врз основа на податоци, наука и сето на што значи основа за да носење на здрава одлука. Имате ли вие впечаток дека досега ниту една влада, независно од бојата, немала храброст да преземе некои структурни реформи, дали е тоа јавната администрација, пензискиот систем, владењето на правото, прашања кои што значително влијаат на економските теми индиректно? Апсолутно. Мислам дека дали немала храброст. Значи, во најголем дел ние сме имале таа ситуација на мала разлика во парламентот и тоа ги кочело и ги парализирало работите. Јас, да ви кажам, имав прилика пред известно време да го видам, да речеме, стратешкиот план на УЈП. Прилично амбициозен вака, прилично, да речем, разработен. Околу јавната администрација таа е болна тема и таа тема бара онака темелен пристап, таа е тема поврзана со платите во јавната администрација. Неколку работи се. Вие не можете никаква реформа да успеете да направите ако немате столбот на реформата, вие администрацијата. Таа е таа која што и год да смислите, таму треба да се реализира. Таа треба да биде добро платена, меѓутоа е прашањето дали таа плата може на одреден начин, за да не биде арбитрарно одредена, да се врзе за одредена работа. Еве едно размислување. Кај јавната администрација потешко продуктивноста да се измери за разлика од приватниот сектор, нели, од аспект на индикаторите. Меѓутоа, јас сум пишувал за ова и сум зборувал за ова, може да се размисли платата на јавната администрација да се врзе со растот на економијата. И практично зголемувањето на платата во, да речеме, година дена после онаа година за која што ќе се гледа резултатот на економијата, ви доаѓа како бонус и вие сте имале учество за тоа што економијата растела повеќе. Колку повеќе расте економијата, толку вие да имате, да речем, поголема плата. Ама тоа е двонасочна улица. Тоа значи дека ако имаме рецесија и ако на економијата не и оди, тогаш и приходите во буџетот ќе бидат помали, тоа треба да се оди во обратната насока. Ако размислувате како политичар, веројатно тешко е да се прифати вакво решение, затоа што е непопуларно. Ние имаме стотици илјади луѓе во јавниот сектор да се доведат во ситуација да им се намали плата, веројатно е непопуларно. Знаете како? Непопуларно е во првиот момент. Јас верувам дека за многу луѓе е непопуларно, да речеме, ево ова сега што се прави во сообраќајот,
сите мерки за зголемување на безбедноста и практично дисциплината во сообраќајот. Луѓето не се срекни со тоа што некој сега почнал повеќе да казнува, да речеме, од порано. Ама ако ги прашате, они знаат дека тоа е добро и дека тоа така треба да биде. Така што во првиот момент тоа изгледа непопуларно, меѓутоа на подолг рок секој знае дека не може вештачки да ја добива платата или да не се однесува дисциплинирано во сообраќајот. Значи, сакам да кажем, на подолг рок ќе дојде поддршката. Исто ви е во борбата против корупцијата, борбата против сивата економија. Оние кои што тргнаа сега во таа борба затоа и се популарни. Да, кога го зборувавте ова, може паралела да се направи, ние сите сакаме сите да имаат што повеќе права, меѓутоа не сакаме да ги платиме трошоците за тие права, ние сите сакаме да нема совреќајни несреќи, меѓутоа не сакаме да бидеме казнети затоа што не носиме појас или затоа што тоа е поврзано едното со другото, да. Така што е многу важно сите чинители да бидат вклучени и да ги почитуваат. Да, значи цената политичка ќе се плати на краток рок, на долг рок тоа е добитна комбинација, во крајна линија тоа е добитна комбинација за земјата. Господине Јовановски, ви благодарам што вечерва бевте во тема на денот. Благодарам за поканата. А во Македонија се препишуваат се повеќе лекови секоја година, по 14 кутии апчиња по еден здравствено осигуреник. Стануваме ли поболна нација или само хипохондријата расте? Што покажуваат бројките од прилогот на Сања Димитровска? Дали стануваме се поболна нација која користи многу лекови или пак доминира хипохондријата? Лани биле реализирани повеќе од 26 милиони рецепти, што е за 3% повеќе од 2023. Во превод тоа значи дека минатата година секој осигуреник зел по 14 кутии на апчиња. Мислам дека големо влијание има хипохондријата и посебно со короната, мислам дека се засили тоа. Никој не знаеше за димери пред короната, сега нема лабораториски надвор во кој не се бара контрола на димери. Но за да бидат реализирани повеќе од 26 милиони рецепти, не станува збор само за хипохондрија. Клековски вели дека влијание има проширувањето на позитивната листа со лекови за кардиоваскуларни заболувања, како и нездравиот начин на живот. Македонија е пушачка нација, а голем број граѓани имаат проблеми со обезноста. Тоа го покажува извештајот за најкористени лекови во 2024. Доминира лек за диабет тип 2, кој има и други индикациони подрачја, како и терапија за висок крвен притисок и за стрес. Во оваа група е и лекот за маснотии. Ми се чини дека кај нас пред да ги сцепиме другите можности за намалување на масните во крвта, например промена на диетата, се одлучуваме да преидеме на терапија. Јас секој спомнувам дека оземпикот или другите лекови за диабет и за сообење не може да бидат замена на здрав животен стил. Тие треба да дојдат само ако се сцепат другите можности на диета или на зголемено движење. Според годишниот извештај, лани најмногу рецепти биле потрошени во источниот регион, а најмалку лекови земале жителите во Полошкиот. Речиси половина од рецептите реализирани во 2024. Отпаѓаат на првите 10 најкористени лекови кои се на товар на фондот. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во Истанбул денеска почнуваат првите директни разговори меѓу Русија